Што е дискриминација, како да ги препознаеш формите, но и како да пријавиш дискриминација, беа темите на денешниот настан организиран од Комисијата за спречување и заштита од дискриминација на градскиот плоштад. Промотивната активност на комисијата е со цел да се запознаат граѓаните дека постои институција која се грижи за нивните права доколку тие се дискриминирани, посочува председателот на комисијата Кире Василев, потенцирајќи дека секој граѓанин може да пријави дискриминација без разлика дали се чувствува дискриминиран од страна на државните органи или пак приватни субјекти. Начинот на кој што се поднесува пријава за дискриминација е можете лично да дојдете во нашата комисија да пополните представка, може таа представка да ја даунлодирате од веб страната КСЗДМК и да ја пратите по пошта, може исто така да пратите представка по имейл или најновиот начин на поднесување на представка директно на страната КСЗДМК. Постои одредена категорија која се вика пријави дискриминација и таа самата представка ве води со податоците со кои треба да ги пополните за една представка да биде целосна. Она што сакаме да им порачаме на граѓаните е при пополнување на представката да го запазат основот на дискриминација, односно што е она што ве разликува од останатите во колективот, поради кој сте биле третирани различно од другите. Доколку го утврдиме тој основ, многу полесно ќе биде на комисијата да утврди дали станува збор за случај на дискриминација или некакво поинакво прекршување на право, па подоцна можеме да ги пренасочиме да си го остварат правото пред надлежната институција. Според Василев, најголем број од поднесените представки годинава се однесуваат на дискриминирачки говор во медиумите и на социјалните мрежи. Во првите 6 месеци годинава Комисијата за спречување и заштита од дискриминација примила 122 пријави за заштита од дискриминација поднесени од страна на физички и правни лица. Во истиот период Комисијата отворила и 6 предмети за заштита од дискриминација по службена должност, што значи дека вкупниот број на представките изнесува 128, но по постапувањето на комисијата во 40 случаи била утврдена дискриминација. Утврдени се скоро сите облици на дискриминација кои се пропишани со законот, директна, индиректна, продолжена дискриминација. Минатата година најмногу имавме представки поврзани со работата, дискриминација во работата и работните области, а оваа година моментално предничат представките за дискриминирачки говор во медиумите и на социјалните мрежи. Комисијата постои од јануари 2021 година, сме релативно нова институција, се 6 членови на комисија со одреден број на административни работници и се обидуваме да ги пристигнеме сите представки кои стигнуваат до комисијата, а тоа се доста. За година и пол комисијата има прилично многу сработено. Промотивните активности на комисијата кои се реализираат во повеќе градови во земјава, во Битола, Струмица, Тетово, се поддржани од мисијата на ОПСЕ во Скопје.